Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред околу 1 месец ја најави мерката за млади лица обука за општи вештини по странски јазик и компјутери за 2000 млади лица до 29 години. Од денеска започнува да се реализира оваа мерка и Агенцијата за вработување на Република Македонија веќе го објави огласот. 2000 млади луѓе до 29 години ќе добијат бесплатни обуки за компјутери и странски јазици, 1000 за компјутерски вештини и 1000 за странски јазици. Владата на Република Македонија изминатиот период вложува големо внимание во реализација на мерки и проекти за вработување на младите лица во Република Македонија. Голем број од мерките кои што се дел од оперативниот план има посебно утврдена квота за учество на млади лица до 29 години. Од година во година го зголемуваме процентот на учество на млади лица во сите мерки за вработување, при што за оваа година планираме да го достигнеме нивото над 30% учество на младите лица во сите мерки за вработување. Исто така реализираме и посебни проекти за младите во Република Македонија, како што е мерката со ослободување од плаќање на придонеси за 1 година за приватните компании кои што ќе ги вработат младите лица до 29 години, мерка која што започнавме да ја реализираме од март 2014 година и мерка која што даде одлични резултати и го иницираше и самиот проект Македонија вработува и потоа стана дел од него. Сите оние лица кои што се евидентирани како активни невработени лица или пак не се сакаат да учествуваат во обуката, можат слободно во еден од центрите да дојдат да се евидентираат, да пополнат апликација за онаа обука за која што сметаат дека им е потребна и потоа да влезат во процесот на одлучување и понатака се надевам во постапка на добивање на обуката. За оние лица кои што имаат завршено и се до 29 години имаш завршено средно образование, единствен критериум кој што ќе се земе во предвид ќе биде нивниот социјален статус, односно врз основа на приходите во семејството, доколку има нели повеќе кандидати од предвидените, а додека пак оние кои што имаат завршено високо стручно образование, изборот на учество во обуките ќе биде по следниве критериуми: рангирање на факултети на Шангајска листа, најмалку минимум 35 бода, и социјалниот статус, вториот критериум, односно повторно врз основа на приходите кои што ги имаат во семејството. Обуката за странски јазици ќе биде на англиски, француски и германски јазик и тоа за почетно, средно или напредно ниво во сертифицирани обучувачки центри, а обуката за компјутерски вештини е за Microsoft Office. За реализација на оваа мерка се обезбедени 12 милиони и 400 илјади денари.